И ова ви е квалитетна изработка на тапети. Ова ви е топ среда на студија. Ќе ги поздравам нашите пријатели, Pan Print, одличен фототапет или ваша фотографија по дома на тапетот. Кога ќе се жалат дека одамна не ве виделе по дома, кај нив, цак еден тапет, одозгоре до доле вие, нека речат дека не ве виделе. Добро вечер, моето име е Ивана Наскова. Сигурно се чудите што правам сега на телевизија, на вашиот телевизор, кај сакате таму може да ме позиционирате. Не ме знаете, предпоставувам, заради тоа што многу години работам во радио. Ми викаа, многу си убава девојче, само за на радио си. Седи таму на радио. И мајка ми дома многу беше радосна кога одам во радио, дека многу зборувам. Јас ствари како мала мислев дека се викам Ќути. Ќути Ивана. Ќути Ивана. Татко ми Ќути Ивана, мајка ми Ќути Ивана, баба ми Ќути Ивана. Човек ќе се побрка. После се испостави дека не дека се викам Ќути, многу зборувам. Па си викам да направиме пари веќе од тоа, да не биде само празна водиница мели. И еве ме во вашите телевизори да ви правам муабет. Во меѓувреме треба да внимавате кога правите муабет, а кога не треба да правите муабет. Кога водите на пример љубов, нема зошто да се прави муабет. Тогаш само една работа треба да имате со вас, а тоа е оваа работа што ја гледате долу. Или веќе ова одма ми се поврзува муабетот со оди господин во аптека и одма тука седнува и ги гледа кондомите вако. Гледа и доаѓа згодна аптекарка стегната целата. Добро вечер, господине, да ви препорачаме некои добри кондоми. И жена му се избацува позади љута, тука стомак до заби овој. Малку е касно за кондоми, ако сакате ми препорачате некои добри пелени. Останете овде Македонија затоа што сакале, некеле, нема што многу да гледате нешто друго по телевизија, освен ако не сте по турските серии. Сигурно мајка ти од кој натрча. Пушти турската серија! Сакале, некеле, подобре да ме гледате мене од турската серија на баба ви и на мајка ви. Не бива шанк без добро вино. Во принцип, јас сум многу голема домаќинка. Та мајка ми се смее. Немам, многу сакам да готвам, посебно сакам да готвам со вино. До душа повеќе го ставам во мене отколку во јадењето, ама добро. Велат старите, во виното е вистината. Затоа ние на нашата гостинка денес ќе дадеме добро вино за да ни ја каже вистината. Денес на шанк со мене ќе ми прави друштво една дама, една јавна личност, која сакам да кажам дека има цврст став, нема влакна на јазик, и ако немате издржани аргументи и ставови околу тоа што сакате да го кажете, не си ја барајте белјата, би рекле старите. Мија Кустова, дами и господа. Добре ни дојде. Специфична најава. Драго ми е Да. што сум, драго ми е што сум дел од емисијава, особено заради тоа што ја правам. Ти благодарам Мија на прифатената покана и сметам дека сум сосема во право. Имам приметено дека точно знаеш да се снајдеш со луѓе што не знаат, сакам кажам, не знам речам. Не знаат кај тера. Да. Па добро, важам малку за поустра на јазик, меѓутоа по природа навистина не сум таква. Не знам зошто, веројатно многу често луѓето кои што ме познаваат знаат да кажат дека тоа ми е една само добра фасада, а во суштина сум многу мека. Ете, откривме нешто за тебе. Да. Јас те паметам и целата публика те знае од многу одамна со една култна емисија, јас би рекла, 99. Тоа беше емисија на времето. Тогаш поминаа 15 години, ако ти се верува. 14 или 15, значи тоа дека си Па била? јас имам таму 15-тина година, прва година средно, што се сеќавам. Симпатично што до ден денес некаде под телефоните стојам као Мија 99. Убаво. Да, иако е помината навистина толку време, многу случајно влегав во тој проект. Никогаш во животот не сум имала идеја да се бавам со водителство, ниту тоа да ми е преокупација, ниту пак никогаш сум се пробала во тие води. Како Мартин дојде до целата Многу идеја? случајно, онака баш е приказна дека тоа лето јас мислам дека тргнував во средно или можеби бев така нешто за втора, многу мала, значи. И бевме на шанк. Ето па Да, на шанк во Охрид на плажа, значи сред бел ден, Мартин снима некој прилог за тогашната 99 емисија. Тогаш водителската екипа беа Билјана, Бојана Тивчева и Мартин. И јас на шанк веројатно му се видов симпатична, нели? И као ме праша може ли да направиме два реда муабет во камера, ти да ми одговориш на едно-две прашања, еве зошто си тука на плажава и ништо посебно. И јас веројатно ме виде дека тотално не изреагирав драматично, као не тргнија камерата нимо јас, туку веројатно одма на прва решив дека ќе одговорам на прашања и дека тука нема ништо страшно. И така и беше. Значи
со еден коктел, он ме праша 2-3 прашања и остана буквално вака подзинат и ми рече, ќе ми даеш ли број, не ти го барам за ништо друго, освен да ти се јавам во Скопје, сакам само едно пробно снимање да направам со тебе и јас тоа го заборавив. Меѓутоа, стварно, во септември, кога се завршија летните одмори, се вративме во Скопје и од никаде ми се јави Паковски и ме покани на едно пробно снимање, некоја најобична анкета низ Скопје, во која што јас одлично се снајдов. За многу брзо време станав дел од тимот на 99 Action и останав таму цели 2,5 години. И остана како една од впечатливите водители таму што сите ги паметиме. Беше ли тоа тешка емисија за правење? Затоа што уникатна, пред се беше прв вид на таква Искрено емисија. да ти кажам, јас сум таму толку мала да јас поима немам ниту како се правела емисијата, ниту како се буквално ниту монтирало, ниту што значело тоа да има прилог во емисија. Мене ме фрлаа пред камера и двајцава кои што беа бајаги постари од мене, нели едно 10 години е Мартин постар од мене, тогаш ми се чинеше многу стар, а он замисли имал 20. Да, веќе можела да го бркаш. Да. Многу ми се чинеше постар. И буквално ме фрлаа пред камера и тоа беше толку спонтано да ние најавувавме прилози вака пред камера, он ќе каже нешто, ја ќе се изнакикотам и толку најавен на прилогот. Она што се правело во емисијата од, не знам, технички дел, не знам, монтажа, снимање прилози, апсолутно немам никаква врска со тоа. Ниту сум се интересирала, пошто сум била навистина многу зелена. Тоа ми беше првиот проект во кој што стварно малте не одев на школа и одев да снимам 99. Никогаш не ме ни интересираше, веројатно заради тоа што ми беше тоа многу страшно и многу сериозно, кога ги видам кепчаат, монтираат, ништо не ми е јасно што се случува и си го тирав јас водителскиот И дел. твојот дел. Да, и сега кога ги гледам тие снимки, понекогаш си викам, Боже мија, па ништо не кажуваш, можеше барем 2 збора да кажеш. Не, јас се сеќавам дека и добро глумеше. Покажи добар талент за глумење. Ви текнува шпанската серија што атиравте, сум сидела пред телевизија, сум чекала да видам новата епизода. До ден денес ги зборат тие шпански серии. И до ден денес е прегледана на YouTube видеото. Не знам дали знаеш, вие има емисија. Мислам дека скоро ја прикача Мартин, ако не се лажам, и ме тагна на Facebook. Да. И буквално се гледа вака со едно око. Боже, не можам да верувам дека стварно сум била толку мала, дека веќе сум го работела тоа што всушност оствари многу го сакам. До ден денес го работиш. И во тоа време бевте и доста популарни, доста славни. Цела Македонија зборуваше за вас, умилен тим на водители. Те сменили нешто во животот тоа што толку мала си порасната пред камери, луѓето те препознаваат од денеска? Па мислам дека само искуството ми е многу поголемо и многу сум посигурна пред камера. Во суштина, секогаш кога ме прашаат имаш ли трима пред камера, јас кажувам дека камерата е најпријатното место на светот заради тоа што некако сосема поинаку се програмирам кога зборувам пред камера и се трудам да видам и литературна. Сега добро, не вака кога се зборуваме јас и ти, заради тоа што ова е пак малце поопуштена атмосфера, меѓутоа кога сум на најави во бекстејдж или кога имам нешто официјално да соопштам или да кажам, се трудам да видам многу политературно и навистина немам трема. Имам многу повеќе трема од јавен настап пред публика во живо отколку пред камера. Кога сум пред камера, буквално не чувствувам дека нешто се случува спектакуларно. Добре, барем ќе научам ја нешто сега од тебе дека се прифрлам во пред камерите. Искуство е прашање, мислам дека стварно после за брзо време веќе апсолутно се чувствуваш природно и сега функционираш веќе јавна личност добро позната. Како уствари кои се лошите страни на моментално овој статус што го имаш на лице кое е веќе добро познато на публиката, признато во професијата што ја работиш и кои се добрите и лошите страни кои ќе направиш споредба? Да не беше водител, што ќе беше? Па, мислам дека сепак би имала некоја допирна точка со комуникација со јавност, инаку тоа имам и завршено. Така. Ама веројатно можеби не би било тоа толку јавно дека на телевизија, ама некој тип на пиар, можеби или нешто такво. Сепак би било нешто што би ги покажала моите, да речеме, ораторски способности, мојата брза мисла, ама сметам дека од ваму или од таму телевизијата некако ќе ми се протнеше. Сега добрите и лошите страни, кога веќе ме праша, добрите страни се веројатно, што знам, дека можеби имаш, понекогаш привилегија некаде заради нешто, те препознаваат, па ти е пријатно, ама не тоа кога беше на ред за диско. Па ретко, па ја во диско, па и да. Ама, например, од тој аспект, да, тука во Македонија не се сложувам дека има славни и дека има популарни, и дека ние нешто, не знам, ако ти има на телевизија, па нешто кој знае како се менува. А лошите страни во секој случај ќе видат тоа дека многу често си на тапет
значи било што да се објави за тебе, макар и најдобро, да отвориш коментари подолу, ќе ти се згрози животот што си ги Да, отворил. да. И најчесто најдобро да се пише за тебе. Значи од типот дека ете сум станала мајка. Долу има коментари, буквално да ти се зеде свеста. Тоа е лошата страна, меѓутоа со тек на време добив еден многу добар совет од една моја колешка, ми рече што и да пишат, прочитај го, никогаш немој да ги читаш коментарите. Колку можеш, собери се и воопшто не обрнувај внимание на тоа и стварно е така. Порано буквално сум губила толку многу време и сум се нервирала и ми било тешко, па сум си викала како пред овакви информации глупави, па ништо од ова не е вистина, ама нема идеја да го правиш тоа и да си го губиш времето и трпението на такви глупости. Па и да и ти- тоа е веројатно лошата страна, дека можеш да те изиритира или да Па те да ти изнервира. кажам, право ја не би си барала работа билја со тебе да почнам да се расправам. Не. Се шегувам. Дали е конечно работава емисијава тоа што сакаш да го работиш, бидејќи повеќе типови на емисии работеше, дали сега конечно си пронајдена во тоа што сакаш да го правиш или пак во иднина би изненадила со нешто друг проект, би се вклучила во некој поинаков тип на емисија, еве да биде истата екипа макар. Па искрено, некако таква ми беше и првата емисија ако Да, земеме, така, да, нели? да. Тоа е генерална најава, односно најава на нешто што ќе следува подоцна. Не се емисии во кои што имаш гостин, мада ова ми Да, изгледа да, на веќе природното, да. да. Ама сепак ми се случувало да имам гостини во студио, не дека не ми се случува. Меѓутоа мислам дека никако ми легнаа многу овој тип на емисии и тоа е едно во принцип класично презентерство, многу помалку од водителство. Значи меѓутоа мислам дека ептен ми лежат ваков тип емисии и мислам дека не би се опробала во нешто друго доколку би имала некоја понуда, ама пак би се задржала на нешто така, као ток шоу. Едно време ми беа љубов вести, многу сакав да читам. Сериозно? Да, сериозно. Многу имав желба многу имав желба да се пробам да Со бидам денешната тега политичка ситуација, бога ми и ти си за навести може. со мои коментари Со твои после коментари, секој, да, после секоја прочитана вест. Ама мислам дека сум комплетно пронајдена со Backstage и во Backstage се чувствувам буквално како дома. 6 години не се малку. Да, точно, си ги родин денот го Backstage прослави прослави. 7 години, јас сум точно 6 дел од Backstage тимот и мислам дека тука ми е веќе толку топло како дома и толку не размислувам кога го работам, тоа не размислувам во позитивна смисла, туку нели доаѓам и ми е тотално опуштено, не се Да. напрегам, него ми е тоа баш кога ќе си дојдеш дома и кога ќе облечеш тренерки, јас така се чувствувам кога будам Backstage. Ја добив сликата само за навести како да будеш као политичка сестра. Абе, вие што правите? Тоа веројатно Што да, не би правите? издржала. Сега си мајка на преубав фраер, го гледам на Facebook, попустило време велам да не го урочам. Колку години наполни, смееме да коментираме, Да, предпоставувам. апсолутно. И оваа улога како мајка што Андреја ми промени кај тебе? е секако колку и да звучи клише, приоритет во животот. Иако многу време трошам на работните обврски, секако заради негово добро и мое, нормално. Андреја во јуни ќе наполни 4 години. Мислам дека се изреализирав како родител многу подобро од што замислував кога бев трудна и кога си викав овлела што ќе правам, како ќе се снајдам. Излезе дека покажав навистина добри резултати барем до сега. Пробувам да го вклопам во работниот ден и покрај тоа што имам навистина многу врски, освен што сум дел од тимот на Backstage 6 години, 3 години сум и дел од тимот на фризерско студио Dior како еден од координаторите таму. И сметам дека давам се од себе за Андреја да биде задоволен, значи успеваме тие 5-6 часа после градинка да бидеме комплетно посветени еден на друг. И мислам дека добро ми оди. Чисто ме забавувате на Facebook за сите оние фотографии и коментари. Да. Брзо се врати во форма. Беше една од најубавите трудници, ама вака крупна трудница, Ако да кажеш па без си, дебелите не е проблем. не рекав дебела. Ако бе, јас Нека знам друга каква трудница бе. ќе ми рече. Ама многу брзо се врати во форма. Мија и еве денес изгледаш одлично. Па искрено, јас сум од оние паталци, значи од оние кои што буквално 3 чаши вода повеќе да испијам мене ми се фаќа. Ево кога останав бремена си реков сега е моментот, или сега или никогаш. И си качив 30 килограми лава. Уживанција, во онака. Да. Ми беше се уживанција, ама после тоа си ја платив цената и сериозно малку мачно, ама за една година успеав да се Знаеш дека ме мотивираше да бидам на диета, кога пишуваше по Facebook, еве денес говориме, сега Мија можам и јас. Да, реално
тоа е веќе начин на живот. Ја никогаш не држам диета, туку имам некој одреден начин на исхрана или по мое цитирам што би се рекло, за да можам да се одржам колку толку, а и годините си го прават своето, се е потешко. Години. Па добро, 32 годинава ќе наполнам, така да Најубавите. Најубавите да, ама откако ќе родиш дете, малку потешко оди со метаболизамот, сега тоа го гледам во суштина и така да треба малку повеќе време да си посветиш ако сакаш да бидеш на телевизија, ако ништо друго, пошто има многу убави млади девојчиња. Смо маркива прво. Да. Мија ноќниот живот ми спомена не излегуваш веќе никаде по дискотеки, не одиш, едно време беше личноста која го креираше ноќниот живот во Скопје. Искрено гледавме да бидеме фини со тебе ако сакаме да влиземе во најатрактивното диско. Јас секогаш сум се смешкала и Мија. Да, се сеќавам, да. Се повлече некако нагло на брзина, сите коментира дека ноќниот живот во Скопје замре. Не те гледам да се активираш нешто. Дека не сум јас таму. Можно е. Се шегувам. Како? Можно е, не, стварно можно е. Не, мислам дека од многу аспекти сето тоа онака градски кажано рик. Смитам дека се донесе некој друг тренд на забавување во Скопје. Не знам, некои журки кои што јас реално никогаш не ги разбирам. Јас немам излизано во диско добри 3-4 години. Не знам, стварно не се сеќавам ако се случувало нешто спектакуларно, па да морам да се појавам, можда и сум отишла. Меѓутоа стварно не се сеќавам кога последен пат сум влегла во диско. Долги години, 3-4 години бев дел од Hard Rock. Уште 2 години од Парадиза, ама тоа беа стварно, мислам дека последните убави години на ноќниот живот во Скопје. Искрено да ти кажам, тоа ми е една толку голема љубов, тоа секогаш се шегуваме како што и фали летање на стюардеса кога ќе престане, мене така ми фали ноќниот живот во Скопје и работата на надвор. Значи, нели? Да, со пиар, луѓе, оној менаџирање на самата вечер, на некако се испостави после извесно време дека нема луѓе со кои што можеш да го работиш тоа. За жал. Понуди стига, например, и да... Да, имав многу понуди. Многу понуди имав и до ден денес имам, меѓутоа апсолутно не би можела да застанам зад нешто што јас не го поддржувам. Значи не можам јас да ве канам на Facebook на журка на некој си извесен пеач, кој што не знам ни како се вика, ниту па веројатно би ми се искревала коса да поседам пола саат во истото диско, да ве поканам да дојдете ако мене не ми е добро таму. И секогаш сум кажала дека во принцип кога се ноќните клубови во прашања, сум работела само на места на кои што јас би можела да одседам 5 часа таму, кога сум излезла на приват. Тука реагира многу луѓе тогаш дека си устра, дека си крута, дека си строга. Па сега рекоа, ајде ми ја умекна од како се породи, пофина е. Не, Мија се повлече од ноќниот живот кога се породи. Мија всушност се повлече и што велиш ти работите се променети. Меѓутоа, ајде може ќе ти текне ќе ги управиш. Па не знам, искрено да ти кажам, сум размислувала и покрај тоа што сум мајка и што сум сега вака на пример сериозно ангажирана во текот на денот, да добијам некоја сериозна понуда од која што мене буквално нели би ми заиграло срцето на темата кога е ноќниот живот во прашање или ноќен клуб, мислам дека би прифатила. Сериозно ми недостига. Ако добиеш понуда благодарение сега на муабетов, имам процент и влегувам. Може. И ќе те викнам на шанка. Да, се шегувам. Дека овде некаде веќе ќе привршиме со муабетот. И сега дека кај нас во Македонија сиктере со кафе, нели? Имам изненадување за тебе. Сега вака ќе го покажам изненадувањето. Работата е што ти си убава, згодна, амбициозна и успешна, мајка и блондинка. Дрска и безобразна. Не, 5 во 1 е, 5 во 1 е, затоа. Затоа велам јас. Убава, згодна, амбициозна, мајка и плавуша. Нема ништо поубаво од турско кафе. Така се започнува денот, така се издржува попладнето на работа, така се завршува и вечерта. Од домакински работи може не знам да готвам, ама турско кафе какво правам, посебно ова на гостинкава што ќе го даваме 5 во 1. Само не носам кафе во кревет на дечко ми рано наутро, ти сум тука баксис ќе го попарам. Меѓутоа, ќе дознаете дека кафето 5 во 1 е добро од 5 причини. 5 различни врсти на кафе ви собираат во едно. Во животот секогаш кога ќе соберете 5 добри работи во едно, тоа е погодна работа. Сега јас секогаш си излегувам спремна, посебно кога пијам кафење. Затоа ќе ти го дадам и ова. Ова се кондоми, мене многу ми е... Ова беше сакаш? Многу ми е драго што се сложувате со мојата идеја да
Не родам второ. Не беше за тоа, не беше за тоа. Дај Боже и на трето да одиш, или тоа е актуелно? се враќа. Ти благодарам. Остана уште некој по джеб. Не сум сигурна. Ние уште еднаш ти благодарам што беше дел од првата емисија на Шанк. Се начекуваме, се надевам некаде во град кој ќе има добра понуда за журка Слушнав исто се на Шанк. начекуваме. Може и тоа? Со музика. Добра. Повеќе пеам од колку пијам. Сега и ти така рече, дека не си исто по пиењето, па ќе пееме, ќе направиме Јас караоке. сум по виното, по пиењето не многу, ама виното е нели храна, значи Откако не се сум изгасат по камерите, може да ги довршиме чашите. апсолутно. Многу ми е драго што сум дел од првата емисија и ти посакувам многу среќа. Ти благодарам многу. Океј, ние Македонија продолжуваме, имаме уште малку до крајот. Ова не е крајот на вечерашно дружење. Сега излегувам надвор, авточајка пуштија кола. Не се возам со било каква кола. Сега ќе видиме што кола ме чека надвор. Еве сум во кола по пат на кај дома. Нема да се чудите дошто сум на совозачко седиште. Не е дека не знам да возам, туку јас сум тама. Јас сум не да возам, туку да ме возат. Ама не во реален живот. Во реален живот ако ме вози, си го обработанот. Туку количево е крстено по мене. Многу е топ, ќе си го земам. Зошто е крстено по мене, ќе да знаете за кратко. Меѓувреме ми беше муабетов за вас маживе, што не разбирате нас жениве што возим. Си седиш во кола, се шминкаш, овај свири, ти се шминкаш. Добре бе, не свири, се шминка, мало, ќе појдам, И така, ој, нервозен ќе те убие. Туку, ај сега да видите како се вика количево и зошто ќе си го земам. Hyundai i30, затоа што сум и Ивана. Ќе ги поздравам моите пријатели во авточајка. Знаете како се вика плавуша во Hyundai i30? Додатна опрема. Ако си ја купите колата, ќе видиме, ќе се договориме за додатна опрема, одам, не одам. Се е ствар договор. Останете со нас.